но секако ќе го преадаптираме како што стои во земјите членки на Европската унија, како тоа државата ќе води грижа за својата диаспора. Промената секако ќе биде таму каде што е Република Македонија, ќе биде Република Северна Македонија, секаде каде што е македонско останува македонско, каде што стојат македонци, албанци, турци, роми останува сето тоа, така да многу се логични самите уставни промени кои што ќе се случат. Верувам дека презентацијата ќе биде, штом ќе биде готова од самите официјални државни комисии кои што би работеле на уставните промени. Не може да се иницира правно формално ваква постапка, заради тоа што тоа би значило преюдицирање на волјата на граѓаните. Јас сакав уште сега ако може да се презентира, да ги видат граѓаните како тоа излегува, но се сето тоа ќе се прави не пријатно влијание врз граѓаните, а граѓаните треба навистина слободно да одлучат во овој период. Штом ќе биде завршен референдумот, објавени резултатите, веднаш самите собраниски комисии кои што ќе работат на уставните измени ќе ги објават самите уставни амандмани. Знаете дека прво се гласа со двотретини, па после има дебата од 30 дена, па со просто мнозинство, па повторно има дебата и на крајот завршува со двотретинско гласање. Период од некои 106 дена по нашите пресметки што сме го направиле. Тоа е тој очекуван процес кој што после тоа очекуваме да се случува во Македонија. Секако и на крајот гласањето во грчкиот парламент, кој што за мене представува известна работа, гарантирана од страна на Грција и на крајот имплементација комплетно на пријателството кое што е создадено. Во среда се очекува Уставниот суд да почне расправа за иницијативите против референдумот. Што очекувате? Јас апсолутно немам никакви дилеми за уставноста на овој процес што собранието го почна. Секако Уставниот суд е најмеродавен да ги каже своите коментари. Апсолутно не сакаме, не влијаеме, но ние во моментот живееме користејќи најголемата демократска алатка во сите демократски земји, а тоа е референдумот, каде што граѓаните со право на глас се изјаснуваат. Секако после позитивен референдум, јас очекувам да почнат и сите други постапки, така да не треба да бидете нешто посебно и правник да знаете дека постапките се многу логични, многу нормални, многу реални, многу уставни. Повелете други прашања? Благодариме на сите за присуствие. Филтер станицата која што доаѓа вода од лажња, краната, и тука да се прави филтер станица каде што се филтрира водата, се хлорират, доаѓаат во резервоар и заминуваат. Меѓутоа тука има една разбавна шахта што доаѓаат веќе изведен има водоводот и 500 што оди за другите села што Значи оваа филтер станица ќе биде и за други. За цела општина Липсова, да. Цела општина Липсова.